До крајот на јануари предвидено е да биде готова новата претоварна станица во Тетово, каде ќе се врши селекција на отпадот, па транспортот во Русино. Тоа во голема мера ќе значи и поздрава животна средина за тетовци, кои со години го дишат чадот од секашната претоварна станица. Од Инспекторатот за животна средина велат дека овој пат станицата треба да биде изградена според пропишаните стандарди. Се работи сега на проектирање и замислено е да таа нова претоварна станица биде во затворен објект и да се врши примарна селекција на собраниот отпад во таа претоварна станица, што и во голема количина мислиме дека ќе биде намалено количеството на отпад кој ќе се транспортира до депонијата во Русија. Во насока на намалување на загаденоста во општината, направен е и краткорочен акционен план за следење на состојбата. Со него се предвидува зазеленување на површини, контрола на возилата, како и на стопанските капацитети. Со затварањето на Југохром се намалила и концентрацијата на PM10 частичките споредбено со лани, велат од Инспекторатот. Со анализите кои ги правиме секојдневно во општина Тетово, гледаме дека во голема мерка, за разлика од претходните години, имаме намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух. Ние како општина Тетово исто така во соработка со давателот на услуги јавното комунално претпријатие имаме наложено да истите вршат редовно чистење и метење на улиците на општина Тетово, миење на улиците на општина Тетово, како би допринеле до намалување на загадувањето. Исто така е формирано предпријатие градски паркинг, со што мислевме дека ќе се реши проблемот со паркирањето и со сообраќајот во општина Тетово. Масовно се контролираат автосервиси и механичарски работилници, каде се констатирало дека за разлика од пред 2-3 години, состојбите денес се во значителна мера подобрени. Нема спалување на отпадно масло од автосервисите, можам да кажам и до 80-90% се канализирани тие отпадни масла кои прават голем проблем во општина Тетово при вакви состојби кога имаме енорни загадување на амбиенталниот воздух. Од Инспекторатот велат дека општината ја следи состојбата со загадувањето и доколку има потреба, ќе се превземаат и поригорозни мерки.